Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје каже ми. Општина Кисела Вода преку јавното комунално предпријатие Кисела Вода 2022 Скопје започнува со самостојно и континуирано собирање на пријавен кабаст отпад на целата територија на општината. До сега оваа услуга се реализираше неколку пати годишно во соработка со град Скопје, но од сега ќе биде достапна во текот на целата година, секогаш кога граѓаните ќе имаат потреба. По извршена пријава, екипите на јавното предпријатие ќе го подигнуваат кабастиот отпад во рок од 24 часа, при што истиот треба да биде оставен пред куќата или зградата. Собраните количини ќе се транспортираат и соодветно ќе се депонираат во јавното предпријатие Дрисла согласно важечките еколошки стандарди. Како кабаст отпад може да се пријават стар мебел, врати, прозорци, душеци и друг кабаст домашен отпад. Од услугата се исклучени градежен шут, електронски отпад, гуми и опасен отпад, како што се боја, хемикалии и слично. Пријавувањето се врши на телефонскиот број 070 288 897 од понеделник до петок, во периодот од 8 до 16 часот. Цената на услугата изнесува 1500 денари. Од општина Кисела Вода апелираат до граѓаните да се придржуваат до правилата за правилно депонирање на отпад, која е законска обврска и со тоа да придонесат кон одржување на чиста и уредна животна средина. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски присуствуваше на почетокот на градежните активности за реконструкција и пренамена на улицата Мирослав Крлежа во пешачка и резиденцијална зона во населбата Дебар Мало. Како што истакна Герасимовски, станува збор за проект што се реализира на барање на жителите, кој долго време бил најавуван. Со реконструкцијата овој дел од Дебар Мало ќе добие уреден, безбеден и функционален јавен простор, вели првиот човек на општината. Проектот опфаќа уредување на јавниот простор и воведување организиран резидентен паркинг, а реконструкцијата се изведува на површина од околу 6000 квадратни метри, на потегот од булеварот Партизански одреди до улицата Никола Тримпаре. Во рамки на зафатот се предвидува поставување ново улично осветлување, клупи и канти за отпад, како и целосна реконструкција на коловозот и тротоарите. Дел од улицата ќе добие и нова водоводна и атмосферска мрежа. Проектот е изработен во соработка со архитектонскиот факултет, вклучува уредување на зелените површини и замена на исушените дрвја со нови садници. Финансирањето е обезбедено со 70% средства од Светска банка и 30% од буџетот на општина Центар. Советот на општина Карпош ја одржа 8-та седница на која советниците разгледуваа вкупно 23 точки од дневниот ред. Меѓу поважните одлуки е одлуката со која општина Карпош отстапува дел од спортската сала Партизан на времено користење од 3 години, без надоместок за формирање на младински центар Карпош. Во наредниот период општината ќе распише јавен повик за избор на младинска организација која ќе раководи со центарот. Младинскиот центар ќе опфаќа просторот 270 квадратни метри. Ќе биде наменет за млади лица на возраст од 15 до 29 години со цел унапредување на нивните вештини за вработување преку креативни работилници и активности за формално и неформално образование. Со мнозинство гласови беше поддржана и одлуката за едногодишно отстапување на простор во салата Партизан за потребите на ресурсниот центар Карпош. И за ова намена ќе биде објавен јавен повик за невладини организации и граѓански здруженија, кои ќе делуваат преку вмрежување и заедничко аплицирање на проекти од интерес за локалната самоуправа и граѓаните. Советот ја поддржа и одлуката со која на Црвениот крст на град Скопје му се отстапува просторија во салата Партизан на период до 1 година, без надоместок, каде ќе се реализираат хуманитарни активности. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во периодот од 2 до 8 февруари 2026 година со помош на специјалните возила Пајак отстрани стои едно непрописно паркирано возило, кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Од предпријатието информираат дека за трајно надминување на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходно е подигнување на сообраќајната култура кај граѓаните. Во таа насока, јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар најавува дека и во наредниот период ќе продолжи со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани возила на територијата на општина Центар, со цел зголемување на сообраќајната безбедност и подигање на сообраќајната свест.
За само еден месец во општина Кисела Вода се собрани 1 тон текстилен отпад, информира градоначалничката Бети Стаменковска-Трајковска. Како што посочи, ова представува јасен показател дека граѓаните ја препознаваат важноста на селектирањето и правилното одлагање на отпадот. Најголеми количини текстилен отпад се собрани од контейнерот во населбата Расадник. Во моментов на територијата на општината се поставени 15 контейнери пред местните заедници. Во тек е изработка на дополнителни 15 контейнери кои ќе бидат поставени пред училиштата и градинките, со што вкупниот број ќе достигне 30 контейнери за текстилен отпад. Со овој проект за прв пат се воспоставува систем за собирање, селектирање и рециклирање на текстилен отпад во општината. Од општина Кисела Вода порачуваат дека ваквите активности представуваат вложување во свеста, едукацијата и иднината на локалната заедница, со цел создавање почиста и поздрава животна средина. Таму е Скопје, град мој убав лише.